Од утре започнува одморското стампедо и ќе се патува на сите страни и кон сите дестинации. 2 август е традиционален почеток на летниот туристички шпиц, кој вообичаено трае се до 20 август. Туристичката сезона започнува со 2 август. Знаеме дека најмногу од клиентите одат сега на одмор. Општо земено одморите сите знаеме колективно земаат сега на одмор. Веќе се пополнети сите места за овој период и наредниот веќе 10 август. Веќе имаме и резервации, значи последни места за 5 август, 6 па се до 10 август. Каде годинава најмногу се патува и кои се најбројни дестинации? Најмногу се бараат традиционално секоја година бараат чартер летови, како и нели во Грција во близина каде што се. Тунис е оваа година најбарана дестинација, како и најефтина варијанта за сите клиенти. Турција исто како и секоја година, Бодрум и автобуските клиенти. Голема фреквенција ќе се очекува и на граничните премини, а особено на Богородица за влез во Грција. Вообичаено за продолжените викенди, а сега и одморите, државата ја напуштаат и до 50.000 граѓани. Голем дел од граѓаните ќе заминат и во домашните туристички центри, пред се во Охрид, каде капацитетите за ноќевање се исполнети. Слободни места може да се најдат во Дојран. Каква е состојбата со слободни места во Берово и екзотичниот манастир? Продолжениот викенд во хотел Манастир е исполнет целиот сместувачки капацитет. Исто така и ресторанот работи со полна пара. Гостите самите предпочитаат да доаѓаат кај нас со веќе направена резервација, бидејќи најчесто сме посетени не само од Берово, туку со гости од цела Македонија. Инаку генерално во текот на целата летна сезона посетата е на високо ниво, бидејќи како што кажавте, манастир има прекрасна понуда, за некои да и екзотична. Таа е традиционална македонска понуда. Генерално сме во Македонија единствен хотел со таква целосна понуда од секој сегмент